Речиси секојдневно имаме промена во временските услови. Како тие влијаат врз човечкиот организам? Токму на оваа тема зборуваме во продолжение со докторка Марија Анастасова. Ви благодарам, докторке, што сте дел од информативниот преглед на телевизија Нова. Во последно време, како што кажав, имаме секојдневно промена во временските услови. Како тие влијаат врз човечкиот организам? Во последните години сме сведоци на почести промени како резултат на глобалните промени, исто и кај нас. Значи, почесто се менува климат, односно имаме почести нагли промени во температурата и електромагнетното поле. Секако тоа многу влие врз здравието на луѓето и на сите нас, ние сме дел од природата. И би сакала да нагласам дека овие промени климатски влијаат на организмот, односно кај пациентите кои што имаат хронични болести. Промената на температурните разлики влијае врз нивото на свеста, влијае на ревматските хронични заболувања и на кардиоваскуларниот систем. Почесто се соочуваме со промени од тип на хипертензивни кризи, паѓање на притисок, покачување на притисок, промена на ниво на свеста, значи замаеност, некоја пореметена свест, да речем, не сме толку разбрани или почесто луѓето опишуваат дека се поспани, изморени, омалаксани од вообичаено, да речем, кога се случуваат тие климатски промени. Кои се вашите препораки до нашите гледачи, како да го заштитат својот организам во ваквите временски услови? Бидејќи ние не можеме да влијаеме на надворешните влијанија, значи на временските промени, би сакала да нагласам дека сите треба повеќе да обрнат внимание, да имаат редовен сон. Значи, основно правило е да се има здрав сон во траење од најмалку 8 часа, да имаат редовни оброци, 3 обавезно во денот, да земаат повеќе зеленчук и овошје, да пијат почесто вода, значи во текот на денот да се пие во континуирано малку по малку, голтка по голтка, значи да се рехидрираат и во слободните часови кога имаат време, почесто да ги поминуваат во природа, да имаат физички активности. Пациентите кои што земаат редовна терапија хронична, да ја земаат како што е пропишано и да ги почитуваат нашите совети, нели, доколку имаат проблем здравствен, да се обратат за совет.